Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме како притисокот P влијае врз хемиската рамнотежа, така кон која страна ќе се помести и при кои услови, така како воопшто е принципот, механизмот на кој влијае на поместување на хемиска рамнотежа. Сега, да поменеме дека единствен начин првично за притисокот воопшто влијае на поместување на хемиска рамнотежа е барем една од компонентите која се наоѓа во системот да е во гасовита состојба. Така зашто ако например сите компоненти кои се наоѓаат во дадениот систем, да речеме имаме еден систем, ако сите компоненти се например течности, течноста е некомпресибилна, така например ако го зголемиш притисокот дека ќе стискално повеќе, ама течноста нема кај да оди, така ќе остане како што е. Сега добро, не зборуваме за некои екстремни услови кај што ќе го зголемуваш кој знае колку и толку многу ќе го зголемиш што течноста ќе стане солид, така ќе смрзне. Збориме за не до толку екстремни услови, значи не можеш да го зголемуваш притискот толку многу, бидејќи течноста е некомпресибилна, така што промена на притискот нема да изврши промена на хемиска рамнотежа. Истото важи например ако е солиди, ако има, например имаш солиди, добро ги цртам како коцки, тие може да се нормално прашкасти, да се како две прашкасти супстанци, но сепак се солид. А солидот исто така некомпресибилен, така што притискот нема да има никаква улога, така што единствен начин да притискот има улога врз поместување на хемиска рамнотежа се барем една од супстанциите, ама ние ќе речеме дека двете супстанции се наоѓаат во гасовита состојба. Сега, ако едната од супстанциите се наоѓа во гасовита состојба, тогаш влијанието врз притисокот влијае на интересен начин врз поместување на хемиска рамнотежа, со тоа што е променила концентрацијата на гасот. Така да речеме дека имаме оваа зелена супстанца, солид, и имаш некој си газ кој го бележи со црвените точки, а тој, например, со сините точки е некој си друг газ кој не реагира. И сега со промена на волуменот, односно со зголемување притисокот, можеме да зголемиме концентрацијата. Например, ако овој сад беше, например, го нацртам вака, овдека имаме двојно дно и овдека имаме како една плоча која замисле дека се допира крај со крај. И од згоре имаме како клип кој можеме да го туркаме и ова може да се движи надоле, така. Значи оваа плоча, брежам со портокалова боја, може да се движи надоле. И да речеме дека тука имаме некој си газ, кој бележиме со зелена боја. Ајде да не правиме толку точки, него ќе направиме дека имаме 3 молекули, вака. И ќе речеме дека овој тука простор ни е од прилика простор од 1 дециметар кубен. Што е еднакво на 1 литар. Така да тоа е 1 литар. И сега да речеме дека концентрацијата во овој случај е, ќе бележиме, значи 3 молекули на 1 дециметар кубен, така на дм кубен. Сега, да го стиснеме овој клип надоле. Така, да го стиснеме овој клип надоле и да речеме дека како што го стискаме, тој ќе стигне на некоја си позиција овде. Ќе бележиме како со жолта боја. Значи ова е позицијата 2. Ќе го бележам вака. Сега ќе го обојам целото. Да речеме дека ова е позиција 2, значи ова беше позиција 1, ова е позиција 2. Сега во овој момент сите 3 молекули кои беа овде, всушност ќе бидат напикани овдека доле. Така ќе бидат напикани, бидејќи тие ќе си останат, така си остануваат, но го сме го намалиле волуменот. Така што во овој момент, сега овој новиот волумен, значи ова да речеме дека беше V1, сега имаме некој си волумен V2. Сега ќе речеме дека V2 всушност овдека имаме 1 сантиметар кубен, што е еднакво на 1 милилитар. Но повторно ги имаме овие 3 молекули од некоја си гасовита супстанца. Така што концентрацијата ќе ни биде 3 молекули на сантиметар кубен. Но, оваа концентрација 3 молекули на сантиметар кубен, така, оваа концентрација 3 молекули на сантиметар кубен е 1000 пати помала од оваа 3 молекули на дециметар кубен. Односно поголема. Значи 3 молекули на сантиметар кубен е 1000 пати поголема концентрација од 3 молекули на дециметар кубен, бидејќи 1 сантиметар кубен, така бидејќи 1 сантиметар кубен е 1000 пати помал од 1 дециметар кубен, бидејќи сега некој ќе рече сантиметар, 10 сантима е еднакво на 1 дециметар, така.
Да, но бидејќи сме на трета, тоа значи дека 10 по 10 по 10, нели сме на кубен, рачунаме за волумен, 10 по 10 100 по 10 1000. 1000. Или пак на друг начин што може да го гледаме, имаме милилитар, односно 1000 милилитри е еднакво на 1 литар. Значи со намалување на волуменот, односно со зголемување притисокот, ние ја зголемивме концентрацијата на гасот, иако не го променивме бројот на молекули. Бидејќи нели концентрација е колку имаш молекули на даден волумен. И ние ако имаме 3 молекули на мал волумен, тоа е многу поголема концентрација него да ги имаш истите 3 молекули на огромен волумен. Така, ако имаш токаа кутија и повторно имаш 3 молекули, ова е многу мала концентрација. Така, овдека С е многу ниско, додека овдека С е многу високо, иако го имам истиот број на молекули. Бидејќи се променил волуменот, се променила и концентрацијата. Сега, ние кога го променуваме волуменот во некој сад, всушност го променуваме и притисокот. Бидејќи притисокот произлегува всушност од колку овие молекули се удираат во ѕидовите на садот. Како што се удираат во ѕидовите на садот, прават надворешен притисок и тоа е всушност притисок. И ако е помал волуменот, почесто ќе се удираат во ѕидовите на садот, така што притисокот ќе расте, додека овдека ќе имаме некој син понизок притисок во однос на повисокиот. Сега што го кажав дека со влијание на намалување на волуменот може да го зголемиме притисокот и со зголемување на притисокот ја зголемуваме и концентрацијата, така со зголемување на притисокот ја зголемуваме концентрацијата. Се ова важи врз промена на химска рамнотежа, но во услов кога само една од компонентите е газ. Така, ако двете компоненти, например го имаме некој си сад, така имаме некој си сад, кај што двете компоненти кои треба да реагираат, како го направам тука со клипот, ако двете компоненти кои треба да реагираат се гасови, имаш ова и ова, и ова и ова, ако го намалиш волуменот, така, го стискаш клипот надоле, односно се зголеми притисокот, ќе се зголеми концентрацијата од двата гаса. Така што нема да има никаква промена. Да, ќе имаш поголем притисок, ама нема да се помести химиска рамнотежа. Така да се поместува химиска рамнотежа во случај кога само еден од компонентите е гасовите. А сега да видиме како влијае промената притисокот кога двете компоненти се гасовити. Бидејќи да, притисокот влијае врз промена на химиска рамнотежа кога двете компоненти се гасовити, ама не на принцип на промена на концентрација, него на принцип само на промена на волумен. И сега ќе видите што мислам со тоа. Повторно да земеме некој си сад. Земеме некој си сад. И ставиме два гасови. Односно, ај прво ќе ја запишеме химиска реакција. Значи ќе имаме PCl3, значи PCl3, нормално ова е газ, плюс Cl2, молекуларен хлор, ни даваат PCl5. Сега, колку да си го лесниме проблемот, за да го сватиме концептот на влијање на притисокот да спомена химиска рамнотежа, сите овие молекули ќе ги рачунаме дека се еднаква големина. Сега нормално дека ова е најголема, а овие две се помали, така бидејќи ја градат незе, но колку за леснување проблемот сите ќе ги рачунаме дека се иста големина и ќе бележиме само со топчиња. Ајде да го затвориме дека садов. Затвориме садот. Има тука е рачката. И сега да ги представиме. Значи имаме зелени топчиња, имаме портокалови топчиња и имаме сини топчиња. Нормално ова е во рамнотежа. Имаме сини топчиња. И сега да речеме дека го намалуваме волуменот, односно го зголемуваме притисокот. Така, го стискаме овој клип надоле и ќе се добие следното, нели, повторно ќе го имаме овој сад, истиот сад. Но сега клипот ќе биде некаде тука доле, да речеме. Но ќе го имаме истиот број на молекули. Така ќе ги имаме, колку имаме? 4 зелени, ќе запишам само вака, 4 зелени, ќе имаме 4 портокалови и ќе имаме, колку имам, 5 сини. Така и ќе имаме 5 сини молекули. Сега, спрема принципот на Le Chatelier, така, кога ќе се направи некаква промена на системот, треба да се впостави нова хемиска рамнотежа, така што тој ќе ја намали
поставањето на новата хемиска рамнотежа се стреми да намали промената која настанала. Во овој случај ние го зголемивме притисокот. Така го зголемивме притисокот. На кој начин може да се сврти хемиска рамнотежа, дали кон десно или кон лево, со цел да се намали притисокот? Начинот на кој ќе го намалиме притисокот е да ги намалиме бројот на топчињата. Така, значи во моментов имаме 4 зелени, 4 портокалови и 5 сини топчиња. Како би можеле да го намалиме бројот на топчиња? Па гледаме по равенкава дека едно зелено и едно портокалово даваат едно сино топче. Така што тоа значи дека хемиската рамнотежа ќе се помести кон десно со цел да се направат повеќе молекули кои ќе зафаќаат помал волумен, и ако зафаќаат помал волумен, ќе се намали притисокот. Така што хемиска рамнотежа ќе се помести кон десно и овие 4 зелени и 4 портокалови сите ќе преминат во сини, така што тоа што би го добиле ќе биде, повторно дека ќе го нацртам садот. Садот го имаме клипот овдека доле. И сега ќе имаме, значи за секое зелено и портокалово се добива едно сино, бејќи имаме 4, веќе имаме 5 сини, ќе имаме само 9 сини топчиња. Значи претходно сме имале 8 плюс 5, тоа е 13 топчиња. Сме имале 13 топчиња, а сега имаме 9 топчиња. Вака ова да не биде 130, ова да биде 90, значи 9 топчиња, претходно сме имале 13 топчиња. И поради тоа што се намалил бројот на топчиња, помалку топчиња, односно молекули, ќе удираат во ѕидовите на садот, бидејќи притисокот доаѓа од удирање во ѕидовите на садот, помалку топчиња, односно молекули има да удираат во зидовите на садот и ќе се намали притисокот. И на тој принцип повторно се важи законот на Ле Шателие. Ние предизвикавме зголемување на притисокот, а системот со цел да го намали притисокот ја сврте хемиска рамнотежа кон десно, така што дојдовме повеќе PCl5, кој зафаќа помал волумен, и поради тоа што зафаќа помал волумен и има помалце молекули кои удираат во ѕидовите, бидејќи, како што реков, притисокот доаѓа од молекули кои удираат во ѕидовите. Така, што повеќе молекули имаш кои удираат во ձидовите, поголем е притисокот. Или пак помал е волуменот, така што почесто удираат, исто е поголем притисокот. Но, со намалување на бројот на молекули, и плюс се намали волуменот, и плюс се намали фреквенцијата на удари, така што паѓа притисокот, така што си се добива некоја си нова хемиска рамнотежа. И истото ќе се случи, нели, сега ако ја направиме промената во обратна насока. Значи сега имаме некоја си нова хемиска рамнотежа, некој ново КЦ. И сега да речеме дека го истегнеме клипот пак нагоре, што ќе се случи? Пак ќе се вратиме на овој случај. Така, ќе се дисоцираат тие, ќе се сврти тоа хемиска рамнотежа кон лево и повторно ќе се добијат зелени и портокалови топчиња. И од се ова можеме да запишеме една дефиниција кога имаме две, односно кога сите компоненти се гасовити, дефиницијата би гласела како следново. Значи, при зголемување на притисокот, нели, со намалување на волумен, бејќи има и други начини да се зголеми притисокот, значи да додадеме уште газ или да додадеме некој инертак газ. Значи специфицираме дека е со намалување на волуменот на реакционен систем, кој се наоѓа во хемиска рамнотежа, ќе дојде до течење на реакцијата која го фаворизира намалување на волуменот, односно намалување на притисокот, и спротивно. Ако намалиме притисокот, ќе тече реакција која го сака да го зголеми притисокот на волуменот. Значи тоа е сумација на се дека што разгледавме кога имаме две гасовити компоненти. И сега ќе видиме еден пример од биологијата каде што ова е важно, нормално многу покомплицирано, вака ние во хемија само ќе го симплифицираме, каде што знаеме дека транспортот на кислород зависи од, нели, имаме еритроцити. Еритроцити се вид на клетки кои немаат јадро, барем некај човекот, каде што внатре во нив имаат молекули на хемоглобин, тие се протеински молекули, изградени повеќе синџири, кои имаат хем група врзана со железо, и поентата е на нив се врзува кислород. Нив се врзува кислород од 2. Сега, ова тоа можеме да го запишеме на следниот начин. Значи имаме хемоглобин, ХБ,
кој се наоѓа во течен раствор, не мора тоа го запишуваме, кој се врзува со кислород од 2 и имаме хемиска реакција која се наоѓа во рамнотежа, кај што се добива Hb од 2. Сега, при морско ниво, значи ако се наоѓаш каде што P е еднакво на една атмосфера, односно на морско ниво, кислородот има одреден парцијален притисок, кој ќе облежиме, значи на O2 еднакво на од прилика 20 паскали, така 20 па, значи приближно не е толку, ама добро, 20 паскали. И нормално кога си на морско ниво, реакцијата која тече е оваа натаму, така. Значи си се фаворизира да се врзува кислородот со хемоглобинот. Но да речеме дека се качиш некаде повисоко, некаде си на 3 км веќе, каде што притисокот на атмосферата е многу помал, значи е помал од една атмосфера, а парцијалниот притисок на кислородот на отприлика 3 км, значи парцијалниот притисок на кислородот е еднаков на приближно, добро не е еднаков, него е приближно 14 паскали. И поради тоа што има помал парцијален притисок, всушност реакцијата која е фаворизирана не до целосен степен, но колку толку се случува, е таа која е обратно, така, од кислородот оксихемоглобин кој е врзан со хемоглобинот, сака да иде обратно. Сега, телото се спротивставува на тоа со тоа што зголемува количината на еритроцити, односно количината на хемоглобин. И ако има повеќе хемоглобин, тогаш реакцијата ќе сака да иде кон десно. Така со цел да го намари волуменот на хемоглобин. И повеќе да биде како оксихемоглобин. И затоа, добро, тоа не се случува одма, значи не може так одма да се зголеми хемоглобинот и треба за тоа време за аклимација, за да се зголеми количеството на хемоглобин, со цел да биде фаворизирана реакцијата кон десно, за да можеш да имаш оксихемоглобин да се транспортира кислородот. Нормално е многу покомплицирано кај работи, не е толку проста една хемиска равенка и тоа е се за дишење. Но е интересен пример од биологијата дека важен е притисокот на дадени гасови за тоа во која насока ќе се одвива, ќе се наклони хемиската рамнотежа или во која насока ќе се одвива одредена хемиска реакција. Добро, тоа беше се за овој видео, се надам да наклучивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.